Повторно уште една интересна тема или нешто за кое што ќе зборуваме во продолжение вутринска на Тилма, што секако заслужува внимание. Ако оние кои што не следат и од самиот почеток или од нашата генерална најава знаат дека го најавуваме јубилејното издание на Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, јубилејно издание кое што ќе понуди богата програма. И пред да го представам мојот соговорник со кој што се разбира ќе зборуваме на оваа тема, еден краток мал вовед за основањето или постоењето на овој фестивал. Ако се вратиме во летото 1974 година, по иницијатива на светски признатиот гедаџија Пеце Атанасовски и етномузикологот Живко Фрифов, Илија Лашковски и други ентузијасти во Долнени и Прилеп се одржа овој прв регионален надпревар во Гајда. И од тогаш па намаму секоја година традиционално се одржува овој фестивал, кој што има меѓународен карактер и кој што во изминатите скоро 50 на поточно 49 години учествувале околу 10.000 инструменталисти од Македонија и надвор од неа. И токму ваквиот интерес на учесниците ја определува и ја прави токму специфичноста на мисијата на фестивалот, со која што се овозможува презентирање на фолклорот, размината на искуства, развивање на пријателства и комуникација меѓу народите. И веднаш вака малку подолга најава или увертира за овој фестивал кој што заслужено го има своето јубилејно издание 5 и 6 јули во Прилеп, односно и на Рудина Долнени. Повеќе за ова со Стојанче Костов, кој што е мој гостин и кој што е дел од советот на фестивалот. Добро утро или добар ден и добро дојдовте. Добро утро и благодариме на поканата за да го најавиме 50-тото издание на овој фестивал. Мене ми е мило што ќе имаме можност ние тоа да го представиме за нашите гледачи, со оглед на тоа што станува збор за традиционален фестивал, кој што ја пренесува нели од година во година и традицијата, поточно сето она кое што е наше богатство, меѓу кое и нели македонскиот фолклор. Па ќе почнеме со ред за организацијата и програмата оваа година. Имате вклучено и неколку активности на богата програма која што веројатно заслужува внимание. Одличен викенд 5 и 6 јули. Да, секако ова е навистина голем фестивал кој што веќе 50 години се одржува континуирано, како што кажавте и во најавата, од 1974 година, но од 1996 година го добива името по гајдаџијата Пеце Атанасовски, или по неговата смрт. Организациониот одбор одлучува името на фестивалот да го носи токму Пеце Атанасовски како еден бренд на Република Македонија низ годините и до ден денес нели го носи тоа име. На овој 50 годишен јубилеј навистина имаме подготвено една голема и убава програма, со тоа што оваа година ни беше предизвик да собереме 50 гајдаџи од сите краишта на Македонија и за среќа успеавме, што значи дека во Прилеп во 19 часот на 5 јули ќе се разлеат гајдите, звуците на гајдите низ градот Прилеп и на камената сцена на плоштадот Александрија. Тоа ќе биде едно да ни настапи и националниот ансамбл за традиционални игри песни на Македонија Танец, кој што ќе изведе своја програма во вокално-инструментален карактер, така што првата вечер навистина ќе биде богата и апел до сите прилепчани, па и од другите краишта на Македонија да дојдат и да го посетат фестивалот. Уна посета како на домашни инострански гости, како е тоа нели синхронизирано, сето добро организирано за да може фестивалот да има своје успешно издание од година во година. Така, секоја година има селекциона комисија која што ги селектира групите од Македонија па и од странство. Оваа година одлучивме повеќе да им дадеме шанса на биле редовни учесници на овој фестивал, а исто така имаме и доста млади заинтересирани гајдаџи, инструменталисти на традиционални инструменти кои што ќе се представат. И верувате дека селекцијата од година во година е навистина со голема конкуренција, значи имаме ансамбли кои што навистина добро функционираат и заслужено се наоѓаат на програмата на овој фестивал. Тука ќе споменеме и во однос на останатите
придружни манифестации кои што ни се дел од фестивалот. Значи фестивалските вечери се на 5 и на 6, меѓутоа ние почнуваме 2 дена порано. Да, затоа што на 3 јули имаме семинар за традиционални инструменти и песни, на кој што предавачи ќе бидат... Тоа е среда? Тоа е во среда, да, значи официјално започнуваме во среда во 12 часот, каде што ќе имаме околу 15 млади ентузијасти, инструменталисти од околината на Прилеп и Прилепско, што ќе можат да слушаат предавања од областа на етномузикологијата, од областа на традиционалните инструменти, ќе имаме и практични работилници, значи предавачи ќе бидат професор доктор Горан Чангелов, професор доктор Родна Величковска, магистар Горан Василевски и јас како дел од предавачкиот тим, така што овој семинар веќе 12 на години во континуитет се одржува како придружна манифестација, да кажам, од овој фестивал и навистина има голем резултат во она што ние како предавачи го пренесуваме на помладите во однос на традиционалната музика. И од тука се поставува прашањето, со оглед на тоа што сте задоволни, односно велите има резултат, бидејќи од година во пракса се одржува ваков семинар во склоп на фестивалот. Каков е вашиот впечаток на вас и на вашите колеги, се разбира, во однос на интересот кој што го имаат помладите генерации за изучување, за да се биде дел од ваков семинар и не само тоа, туку и да се продолжи понатаму нели со активности во таа насока или да речеме веќе како дел од нивна професија. Да. Во изминатите години навистина има голем интерес, особено за фестивалот, затоа што се повеќе некако самите ансамбли инвестираат во изучување на традиционалните инструменти, во изучување на традиционалното пеење и според моје искуство можам да кажам дека освен тоа што имаме и веќе едуцирани кадри кои што на пример учеле во средните музички училишта во Македонија, на факултетите кои што нели се занимаваат со пренесување на оваа традиција, имаме и нормално аматери кои што сакаат да научат нешто повеќе на тој семинар и навистина од година во година бројот е се поголем. Тука само ќе споменам дека во изминатите 3 години имаме навистина и млади гајдаџи од 9, 10, 11, 12 години кои што се представуваат на овој фестивал. И оваа година ќе имаме еден најмлад гајдаџија од само 4 години од Кочани, кој што ќе биде така една атракција и ќе заедно со сите останати 50 на гајдаџи ќе се представи на отварањето на фестивалот со она класично авизо кое што го викаме, отидов село Долнени, значи со таа мелодиска линија во суштина ќе се отвори фестивал. Одлично. Она кој што исто е добро да го споменеме, поточно важно да го споменеме, е дека по повод јубилеот на фестивалот ќе биде промовирана и монографија. Издаден зборникот ќе биде издаден зборникот на трудови од симпозиумот Фолклорот во минатото и денес, и оваа монографија се промовира по повод јубилеот. Така, монографијата ќе се промовира значи по повод јубилеот, тоа ќе биде пред почетокот на фестивалот. Оваа монографија е по повод 50 години од фестивалот и тука навистина е собран голем материјал од фотографии, од записи, од искази, од почетоците па се до денес. И тоа ќе биде уште еден настан кој што ќе биде дел од фестивалот. Тука го споменавте и зборникот Фолклорот во минатото и денес. Тоа е резултат на научни и стручни трудови кои што веќе 5-та година поред се презентираат во ова списание, а на ова му претходи симпозиум кој што го носи истиот наслов, на кој што учествуваат десетина еминентни научници, професори од повеќе институти од нашата држава, како и професори кои што се занимаваат од областа на етномузикологијата, етнокорологијата и така натаму. Значи, со ова исто така даваме една научна тежина на самиот фестивал и овој зборник нормално ќе може понатаму да се користи и сите оние кои што се заинтересирани да прочитаат нешто повеќе од таа научна фела, од научна мисла, да може да ја практикуваат и понатаму.
Така е. Фестивалот има ново лого и дизајн и ќе додели и 50 статуетки на заслужни поединци, институции и здруженија кои што помогнале фестивалот, значи изборниот милост да го чува, да го негува, впрочем фестивалот да се одржува во континуитет и да го пренесува на новите генерации, бидејќи знаеме дека бројка од 50 на години и нешто што е одржува во континуитет и покрај сите предизвици е навистина успех, но затоа треба и помош и поддршка и оние кои што даваат и својата помош и поддршка заслужуваат внимание или благодарност на еден ваков начин. Тука секако ќе упатиме голема благодарност до Министерството за култура на Република Македонија, кој што години наназад одвојува средства за овој реномиран фестивал, а тука се исто така и општина Прилеп и општина Долнени, кои што безрезервно ги вложуваат своите капацитети, освен материјалната помош, исто така и логистички го помагаат овој фестивал. Споменавте дека имаме ново лого и имаме исто така 50 благодарници на институции и поединци кои што сметаме дека во изминатите години заслужуваат да добијат вакво признание и благодарност. Мете на еден начин да им се одолжиме за сето она кое што тие го направиле за овој фестивал и се надеваме дека и во иднина ќе го прават. Така што е уште еден апел до сите ентузијасти, љубители на традиционалната музика, љубители на традиционалниот милост да повелат на овој фестивал и заедно да го прославиме 50-тиот јубилеј. Да, и заедно ќе испратиме таа покана до сите, особено Прилепчани, таму им е близу, нели? Тие посекако дека уште од среда ќе бидат и во фокусот ќе бидат токму фестивалот, но за сите кои што не следат, за македонската публика, за сите кои што сакаат да бидат дел од оваа традиција, за некои што биле досега имаат одлични впечатоци да го проследат и ова 50-то јубилејно издание на фестивалот. Ви благодарам што дојдовте, што можевме да споделиме повеќе детали и во однос на програмата и за организацијата, но и за тоа кое што не чека веќе од среда па до крајот на оваа недела, а особено за викендот 5 и 6 јули. И во доследна прилика, нели, успехи понатаму и да продолжи оваа традиција уште многу години. Ви благодарам многу на поканата и се надевам дека ќе продолжи па до 100-ка. Така е. Се што е и оно што е најважно да се пренесе на идните генерации, кои што се разбира се иднината, но и да знаат што е оно кое што е вредно, а си го имаме како наша традиција и треба да се чува и негова. Така е.